ВМРО ДПМН и нивните представници, особено раководството, во изминатиот период потврдија дека единствено што знаат да прават е да шират хистерија, лаги и да блокираат во собранието. Тоа го правеа со сите законски решенија кои што беа во времето на пандемијата, во времето на енергетската криза и го прават истото со сите големи инфраструктурни проекти. Така да тоа што го кажува потпредседателот на ВМРО ДПМН е една обична лага и ширење на невистини, како што го прават тоа и неговите колеги, вклучително и неговиот председател, кој што го гледам по цел ден само прети и ништо не работи. Договорот со Бехтел и Енка е потпишан врз основа на посебен закон одобрен во собранието од страна на сите пратеници и тој договор ги има поминато сите законски процедури за склучување, кој што беше јавно потпишан со присуство на американскиот амбасадор од страна на институциите во државата кои што се задолжени за потпишување на договорот. Во договорот нормално, кој што е над 400 страни, се дефинирани сите услови за изградба на овој автопат, при што постојат одредени активности кои што можат да се направат и кои што сега се дел од парламентарната процедура, а тоа е измени на неколку закони во однос на обезбедување на услови за забрзување на постапката за изградба на овие две големи автопатски делници, коридор 8 и коридор 10D. Намерата е да се изгради модерен автопат во период од 5 години со сума која што е соодветна на сума за изградба на таков модерен автопат и компарабилна со автопатите кои што се изградени во регионот, исто така од страна на овој голем американско-турски конзорциум и соодветно на тоа пратениците имаат можност тие законски одредби да ги одобрат нормално согласно со процедурите, дискусијата која што се одвива во собранието. Сите други одредби кои што се однесуваат во законот се согласно со специјалниот закон кој што е донесен. Денес министерот за транспорт и врски, председателот на управувачкиот комитет за коридорот 8 и коридорот 10 заедно со другите стручни служби ќе имаат детален брифинг со новинарите на кои што медиумите, така сум информиран, ќе можат да се информираат за сите оние прашања кои што им се од интерес за овој проект. Со оглед на тоа дека единствено што гледаме секоја сабајле се лаги и невистини кои што ги шири и хистерија која што ја шири македонската опозиција. Така но вчера опозицијата кажа дека сите тиви објекти кои ќе се наоѓаат во трасата на новиот автопат ќе се откупуваат по пазарна цена и дека ќе се плаќаат 2,5 милиони евра годишно доколку се задоцни со. Имаме ли точни обврски кои државата ќе ги предиме доколку затоцниме со изградбата на автопат? Во оваа држава постојат закони, постои специјален закон за изградба на коридорот 8 како стратешки проект и постои договор кој што е над 400 страници и кои што денеска на брифинг со новинарите ќе бидат во детали објаснети, така да сите оние лаги кои што ги кажуваат представниците на ВМРО ДПМН ќе се демантираат како што и се до сега што кажувале како лага се демантираше. Бидејќи вратите се назад, еве ја откако сум премиер, па и пред тоа се што кажаа се излажа. Прво во однос на нашиот пат во Европската унија кажуваа дека ќе сме го изгубиле македонскиот јазик. Јас и вие зборуваме на македонски јазик. Нашиот јазик стана дел од јазиците во Европската унија со подпишувањето на договорот Фронтекс, што значи дека лажеа. Второ, збореа дека ќе сме биле асимилирани. Еве помина скоро цела година од прифаќањето во собранието на заклучоците за европскиот предлог за отпочнување на преговорите со Европската унија. Јас и вие сме македонци. И тоа никој не може да ни го одземе и сите представници на Европската унија потврдија дека нашиот идентитет го збогатува идентитетот на Европската унија. И таа лага падна во вода. И сега они мора да измислат нова лага, ама бегаат од една најголема лага која што ја направија, а тоа е изборот на градоначелник на град Скопје. Во градот Скопје ВМРО ДПМН кандидираше градоначелник. Веќе 2 години од мандатот поминуваат на градоначелниците, ниту еден проект немаат направен. Се што беше почнато од претходните градоначелници е заглавено, ниту еден проект не е продолжен со обезбедени финансирање. Ако ги погледнете инфраструктурните објекти кои што ВМРО ДПМН ги има правено во време на 11 години, тогаш ќе погледнете го автопатот Кичево-Охрид. Автопатот Кичево-Охрид е почнат во 2013 година со погрешена траса, со погрешени проекти, поминуваше преку резервоарот за вода за Кичево и неколку години мораше да се менува целиот проект. Тоа е нивниот начин на работа. А за тоа како работеле, точно се гледа по сите судски случаи кои што ги имаат, бидејќи таа партија така размислува.
Тие размислуваат само дали некој зел нешто, дали некој не зел. И јас ќе повторам уште нешто, а тоа е бидејќи кажуваат дека некој сакал да оствари некаков интерес во нивните изјави. Јас од парламентарната говорница и на една ваква слична пресконференција во Скопје ги повикав и уште еднаш ги повикувам и владата на Соединетите Американски држави и владата на Република Турција да кажат дали во текот на овие 2 изминати години, откако се подготвува овој проект, некој од нашата држава, од нив или од нивни компании има побарано нешто. Ево, ово објавите го, па да видиме каков одговор ќе добиеме.